Добра вечер, гледате Свести на гласни идеи. Протести, најави за протести, хакерски напади, физички напади и партиски пазарења. Во една реченица вака може да се опише неделата која што измина. Но во фокусот на нашето внимание беа два протести кои се случија во петокот. Да последиме за што станува збор. Нешто е труло во државата, во незината основна функција да ги заштити граѓаните од самоволието и насилството на поединци или организирани банди. Расте бројот на улични насилства, семено насилство, родово базирано насилство, неразрешени случаи на убиства и исчезнати лица. Надвор од црната хроника имаме две нови рубрики – работничка и здравствена хроника. Ова не е случајно, се работи за трендови кои се повторуваат. Не е прв пат да доцнат платите на вработените во јавниот сектор и тоа да резултира со најави за протести. Не е прв пат да е хакиран некој државен сајт кој содржи бази на сензитивни податоци. Последниот случај со Фондот за здравствено осигурување се чини не закова на дното во регионот и пошироко. Се уште не се знае што е позадината на овој проблем. Се знаат последиците и сознанието колку може да се биде импровизирана држава на неодговорни и неказниви раководни лица. Оттаму и отворениот кванташки партиски пазар на министерски и директорски места. Да се биде министер или директор, прашање е сега, да се зграби ли привилегијата без воопшто да се чувствува одговорност. Се добива впечаток дека во многу општествени области вријат состојбите под навидум мирната површина. По последните месеци се протестираше во речиси секоја област од општественото живење. Во петокот на скопските улици протестираа жени против семејното и родово базираното насилство и новинари против притисоците и деградацијата на нивната професија. Се протестираше пред собранието и пред Министерството за внатрешни работи. Ние, колегите, знаеме дека овде сме за граѓаните. Какви информации ќе добиваат и дали ќе можат да одлучуваат во својот најдобар интерес, тоа може да го одлучи само добро информиран електорат. Тоа не постои, затоа што не постои овозможувачка околина за ние да работиме онака како што јавноста заслужува. Често сме критикувани дека не знаеме да погледнеме во себе, дека бараме одредени права, ама од друга страна нашата работа или дел од работата на медиумите може би не го рефлектира тоа. И тоа е така. Меѓутоа, зошто е тоа така? Колку пати сме биле навредувани, колку пати сме биле тужени од функционери, од нивните армии на ботови, од непристојни, непријатни, насилнички пракси на квази медиумите, кои се контролирани од сите партии представени во овој парламент. И време е парламентот заедно со нас да сподели одговорност за информациите кои што ги креираме заедно за граѓаните. Мислам дека нема кој лега овдека кој не бил жртва на некој од нивните ботовски армии, кој не бил жртва на некој од нивните лажни медиуми, во последно време и финансирани од државни пари. И важно е да знаат во парламентот дека тука треба да почне следната расправа за тоа какви новинари ќе имаме, во какви услови ќе работиме, за да може да го дадеме најдоброто од нас за граѓаните, за оние кои работиме. Да споделиме одговорност. Sidomos ne do të jemi të qetë kur dalim terren, jo të jemi me stres ose me panik, si ku të shkojmë në terren, a na sulmojnë do kush apo a do të jemi të qetë. Zakonisht ne duhet të jemi të qetë dhe ta bëjmë punën tonë si duhet, edhe do të kemi krejt drejtat tona, si kamerman edhe ashtu edhe gazetarët edhe fotografët, krejt njëjtë. Kërkojmë nga institucionet që të jepet sa më shumë rëndësi e mediumeve. Ne do vazhdojmë që të kërkojmë çdo ditë të drejtat tona, ndërsa ky marsh është një mesazh për ta se në asnjë mënyrë nuk mund të na heshtin. Излегуваме на протест за да укажеме дека не сме безбедни во јавниот простор, не сме безбедни дома, на улици, во болници. Тука сме пред МВР како прва служба од каде што почнува долгиот и често замрсен мултиинституционален лабиринт
низ кој поминува жртвата на родово засновано насилство која се окуражила да го пријави насилникот. Последниот случај со пријава на сексуален напад, кој во медиумите стана познат како дивиот таксист кој избега на полицијата, по илјадити пат укажува на истите недостатоци на институционална поддршка на жртвите кои пријавуваат родово базирано насилство. Повторно слушаме за напад кој е дополнително травматичен заради двојната виктимизација на жртвите од страна на полициските службеници, преку поставување на навредливи, сексистички и нерелевантни прашања за жртвите, тие се деморализирани и повторно виктимизирани од страна на одговорните државни органи. Остануваме тука. Тоа значи дека ќе останеме и ќе бидеме досадни се додека тие не почнат да се вршат работата. Меѓутоа, не само преку протести, туку и преку нашиот активизам и преку директно посочување на проблемите кои што гледаме дека тие активно ги игнорираат. Бидејќи луѓето кои што се тука, полицајците кои што се тука да го следат овој протест, се колеги на тие полицајци кои што бираат да селективно не го документираат насилството кое што се пријавува во полициските станици. Кога доаѓа девојка да пријави насилство, тоа го пишаат поплака или го нарекуваат недолично однесување. Не е недолично однесување, туку тоа е сексуално вознемирување. Тоа е обид за силување или некогаш и силување. Затоа ние сме тука да ги посочиме тие елементи, меѓутоа мора и да ги повикаме на одговорност, бидејќи ова го правевме и пред 2 години, и пред многу години и се понатака, меѓутоа ќе останеме да го правиме и затоа се надам дека и медиумите тука што се денеска со нас ќе излезат и во пресред, да подобро известуваат за родово базирано насилство и да ја одржат оваа тема во јавност, бидејќи особено бидејќи тоа што останува секогаш на грбот на жртвите, кои што ќе се охрабрат да пријават, а што ние како општество правиме поврзано со тоа е многу поважно. Здравствените работници ќе протестираат во среда, без разлика на тоа дали ќе добијат плата претходниот ден или не. Тие во среда излегуваат на протест. Па, за нивните барања ќе известиме во наредното издание на Свести.